Добро вечер, трет дневник на К3. Работата на ЈП Пазаришта за изминатите 3 месеци, подршка во подобрување на енергетската ефикасност, одвојување средства за ангажирање на противпожарни работници и информација за безбедносната состојба во Куманово. Ова беа точките по кои расправаа советниците на денешната 37-на седница на Советот на општина Куманово. На седницата исто така беа усвоени неколку одлуки за измени и дополнувања на урбанистичките планови во градот. На предпоследната 36-та седница на Советот на општина Куманово беа усвоени финансиските извештаи на јавните претпријатија Водовод, Чистота и зеленило и Куманово паркинг. Советниците поради отсуство на директорот на јавно претпријатие Пазаришта на денешната 37-ма седница го разгледуваа извештајот на претпријатието задолжено за зелениот и сточниот пазар. Претпријатието прикажа позитивно салдо во работењето, информираше дека ќе го зголеми буџетот со средства од издаден деловен простор пред градскиот пазар, а за неколку месеци ќе го отвори и најавениот цветен пазар. Првиот квартал од 2015 година е за 1.500.000. Тоа се должи од отворањето на Бувљак, за се стари работи пазарот и пазарот на Големо. Тоа се држи од тоа што ми мавамуги или како да кажеме дивите продавачи низ цело Куманово. На дневен ред на оваа седница беше и точката за обезбедување подршка во подобрувањето на енергетската ефикасност во колективното домување. Тука беше истакнато дека општината не е во целост задоволна од реализација на проектот со Хабитат. Советниците ја изгласа и предлог одлуката за исплата на парични средства од буџетот на општината за 2015 година од ставката тековни резерви за ангажирање на противпожарни работници. Во кабинет по хемија дојде до само запалување на одделена химикалија и пожарникари што беа доведени, односно повикани од пожарна, нема завршена обука за химикали. Тие не знаат што треба да прават во тој кабинет. Да не беше колешка по хемија, тие можеа гимназија да ја дигнат по воздух. Овие, за информација на Валентина, луѓе секој работат повеќе од 5 години на волонтерска основа, потоа доваѓаат на 3 месечна. Сега осетиме потреба дека имаме пензионирани 4-5 работници, а на тоа место немаме дополнување од разбирливи причини, бидејќи немаме зголемување и согласност за оваа намера. На 37-та седница беше презентирана и информацијата за безбедноста на градот од страна на СВР Куманово. Од полицијата информираа дека безбедноста е на задоволително ниво и нема простор од страф и паника кај граѓаните. Останатите точки беа поврзани со усвојување предлог одлуки за донесување на урбанистичко-планска документација за детални урбанистички планови на градот. Во организација на Коло на српските сестри се реализираше проект под наслов "Да се сочува за да не се заборави", кој финансиски е поддржан од Управата за дијаспора и србите во регионот, чија цел е децата да соработуваат меѓусебно и да научат за традиционалните вредности од минатото. Сдружение на жени Коло на српските сестри од Куманово повеќе години работи со децата кои учат на српски јазик во Куманово и Скопска Црнагора. По тој повод се реализираше проектот "Да се сочува за да не се заборави", чија цел е децата да се научат за традиционалните вредности од минатото. Сакаме овие деца на некој начин да си ја продолжат традицијата, бидејќи живеат на овие простори. И во тоа ни многу помогна, значи, директорката и особјето во училиште Браќа Рибар, а со нив имаме соработка и минатите години, ве кажав. Во проектот покрај училиште Браќа Рибар од Табановце учествува 9. октобар од Прокупле, со кој имаме низ години наназад исто плодна соработка и сме били нивни гости и они наши. И учествува прв пат училиште Кралј Александар I Караѓорđević од Пожаревац. Учество на овој проект зедоа децата од Браќа Рибар Табановце, од училиштето Вук Караđić и 9. октомври од соседна Србија Прокупле. Тие ќе заменат за Пожаревац и тамо ќе одржат приредба, каде ќе ги изложат изработките и собраните средства, ќе ги донираат за болното дете од Пожаревац. Соработката со Коло на српски сестри трае многу години наназад. Целта на таа соработка е да се запознаат децата повеќе со српскиот јазик преку разни проекти заедно со Коло на српските сестри. Така да и оваа година посебна чест ни е што сепак соработуваме со нив и децата од нашето училиште ќе го посетат училиштето во Пожаревац. Основно училиште Вук Караđić исто така учествува во
realizacija na ovoj projekt organizacija na Колото на српски сестри. Значи, заедно со учениците од Основно училиште Браќа Рибар од Тавановце, дел од учениците на Основно училиште Вук Караджич, кои што, иако подолго време нема настава на српски јазик во Основно училиште Вук Караджич, ја негува традицијата, обичаите на српскиот народ, значи учествуваа во рачната изработка на овие предмети. Посебно ни е драго што бевме дел од овој проект и што овие дечиња ќе се запознаат со другарчиња на своја возраст од Република Србија. Децата со помош на нивните баби и мајки научија како се везе, плете, изработија разни предмети од гранчарството, кои сигурно ќе останат како спомен за идните генерации. Ова година имавме задача да изработуваме ракотворби на начин како што изработувале старите наши баби и мајки. На тој начин сакавме да не го заборавиме она традиционалното. Во изработката на нашите ракотворби многу големо учество зедоа родителите. Имавме голема соработка со нив, со нивна помош, со помош од дечињата. Изработивме разни предмети од област на гранчарството, од плетењето, везењето, изработки кои сигурно ќе останат како спомен за идните генерации, да се подсетуваме дека во нашето училиште се работат вакви работи. Задоволството да се научи нешто што е традиционално најде на посебен интерес кај децата. Ние на овие грмчарски предмети цртавме сонце, народни шари, ношни. Јас изработив овие прекрасни кукли кои со помош на мојата мајка. Јас изработив везени скулптури и со помош на мојата мајка. Јас со помош на моите другарки, со помош на учителката, со мојата баба, успеавме да изработиме повеќе плетива, од кои повеќето се шалови, чорапи, торби. Инаку сретнав и многу нови другарчиња, се запознав со нив и задоволна сум затоа што и во иднина ќе ги познавам и уште повеќе ќе се дружам со нив. Јас со помош на другарчињата и со помош на татко ми ги изработивме овие рамки кои ги украсивме со народни шари. Да ги сочуваме традиционалните вештини е исто како да сме се сочувале себе си, истакна претседателката на Коло на српските сестри. Кумановскиот регион изобилува со прекрасни села со одлична местоположба, а во последно време и со многу подобрени услови за живот. Едно такво село е Старо Нагоричане, со одлична инфраструктура, со изградени улици, водовод, нов селски плоштад и центар за млади. На оддалеченост е само 14 километри и со кола се стигнува за 10 минути. Но ова сепак не е доволно младите да останат тука. Некогаш оваа село беше преполно со млади. Школото притесно да ги собере децата. А сред село во близина на црквата Свети Ѓорѓи, изградена уште во времето на Византија, се собираа мештаните и прикажуваа за новостите. Сега е сменета сликата. Наглата миграција на младите, кои не сакаат да обработуваат земја, туку повеќе сакаат полесна и побрза забработувачка, направи селото за најголем дел од нив да стане место кое ќе се посетува за време на викендите, претежно за одмор и рекреација. Убаво е, супер е. Ама, кад бемо ми помлади, знаеш колко народ имало дека? Може сигурно до 20 пути више народ него се. У тој времето кој беше само у селото, кој имаше и народ у село, сега има народ. Сега село само стари луѓе има. Може ли на овој начин да заживее село? Не знам дали може овако. Ако има млади деца. Ако има млада популација, ако се организира да се врати ли тешко. Сите сакат полесен живот денеска. Што да работи? Треба да екзистира нешто што од земја не може да дека земја не може да живи народ. Типот на села како што е Старо Нагоричане нуди одлични услови за живот. Во селото скоро сите улици се асфалтирани. Се гради нов плоштад во автентичен селски стил. Има амбуланта, пошта. Пред известно време е изграден е младински центар во кој се изведуваат најразлични активности, а во близина и реката Пчиња и бањата Стрновац. Жителите сметаат дека отварањето на некоја фабрика, индустријски капацитет како што е фабриката што се гради за преработка и спразнување на овошје и зеленчук, би можела да биде потик за опстанок на селото. Треба да има спортска сала една да се изгради.
под општина Стара Горичина. Спортска сала и Млада Горичина треба да се изгради спортска сала за деца за да наступуваат повеќе на фудбал. Мала група да има над фудбал. Да, тоа е многу тоа работеше фабриката Чикумано. Овдека имаше луѓе и сето тоа беше, меѓутоа такви се времињата, сето се менува и така и испадна тоа. Например, младите овде да живеат од земјоделие? Можат. Да опстанат така. Секој, као во градот, така и во селото може да опстанат така. Па може ако се направи некој како што имаше едно време тие од Чик, од ово, до нови погони, некој да работи у помлади да се запосли и да остане туѓе, иначе нема, друго нема. Треба, па фала Богу, ако нема вработување, млади луѓе не може да работат. Порано имаше ковачница, статкарница, волновлачарница, албатница, овдека имаше народ се движеше дека. Сега нема ништо дека. Старо Нагоричани има потенцијал и за развој на туризмот. Во тек е реконструкцијата на споменикот на културата Свети Ѓорѓи и изграден е етно музеј, а наскоро ќе бидат реконструирани и 4 селски куќи во центарот на селото кои ќе може да примаат туристи. Со отварањето на овие можности локалното население ќе може да иницира сопствени бизниси, како што се отварање на мали ресторани со традиционална кујна и други бизниси во интерес на гостите кои што ќе доаѓаат. Постојаните организирани акции против нелегална сеча во Кумановскиот регион постојано ја зголемува бројката на запленети возила од незаконски дрвосечачи. Од Кумановската подружница на македонски шуми ги предупредија граѓаните за високите глоби. Шумскиот расадник е најголем во регионот. Оваа година според програмата ќе произведе садници со зимзелени дрвца со кои ќе бидат пошумени 250 хектари во регионот. Камиони, трактори, пикапи, комбиња запленети со нелегално исечени дрва има во складот на подружницата на македонски шуми во Куманово. Утаму информираа дека некои стојат и повеќе од 10 години додека не завршат судските постапки. Огревно дрво без маркица се дели на установите пред се на училиштата и градинките, додека овие возила треба да завршат во агенцијата за одземен имот. Одговорните од подружницата уште еднаш упатија апел до граѓаните да не се впуштаат во незаконско сечење и транспортирање на дрва затоа што глобите се многу високи. Легално све што треба да се работи, ми сме тука спремни да искачаме у сусрет на сите граѓани и мислим дека нема да има никакав проблем. И сега има тој нелегално сечење, незаконско сечење, али одговорни со шумска полиција, редовна полиција и така дали. Овие заплените возила стварно имамо проблем, имамо више од 200 заплените таква возила у расадник, а тоа не е интерес на ЈП Македонски шуми, него тие возила немав место каде да се паркира. Во расадникот се врши пикирање на садниците со зимзелени дрвца кои годинава ќе бидат засадени на површина од 250 хектари во Кумановско-Липковскиот регион. Кумановскиот расадник е еден од најголемите во државата, а исто така и на граѓаните им стои на располагање со најразлични сорти на дрвца. 50% од приходите су од расад. Сега работници веќе работат на исполнение на гајби. Планирамо до 2 до 3 милиона садници да имам сите врсти на дрва. Инаку Кумановската подружница 2014-та ја заврши со позитивно салдо во плюс со 2 милиони денари на сметката. Под мотото "Бидете хумани, дарувајте крв" во големата сала на општина Крива Паланка беше реализирана крводарителска акција на која беа собрани 50 на крвни единици. Акцијата ја реализира општинската организација на Црвен крст Крива Паланка во соработка со Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Граѓаните на Крива Паланка уште еднаш ја демонстрираа својата хуманост дело. Под мотото "Бидете хумани, дарувајте крв", голем број храбри кривопаланчани даруваа дел од својата крв за оние на кои им е најпотребна. Акцијата ја организираше општинската организација Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Општина Крива Паланка веќе години наназад е лидер на републичко ниво во однос на собраните количини од оваа драгоцена течност. Односно, преку бројните и успешни акции го надминуваат годишниот план од 711 крвни единици, вели Свето Милановски, председател на Комисијата за крводарување при Црвениот крст. Минатата година проектираниот годишен план бил надминат за дури 45%. Крводарителската акција започна во 9 часот утринава
тече нормално, досега има околу 30 крводарители, така да се надеваме дека како и досега и сега ќе ги исполниме планот, планирани се некаде околу 50. Ова е 10-та крводарителска акција поред оваа година, така да досега од претходните 9 вкупната бројка е околу 435 крвни единици суверени, така да се надеваме дека и оваа година ќе го натврниме планот од 100%. Минатата година имаше 1046, така да околу 145% планот беше натврнен. По стандардните здравствени проверки од страна на присутните медицински лица и краткиот разговор, заинтересираните крводарители несебично и доброволно даруваат дел од својата крв со надеж дека таа ќе им помогне на болните или оние во животна опасност, вели доктор Бојан Тодоровски од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Значи, пред дарување секој дарител треба да пополни прашалник околу неговата здравствена состојба. Вршиме проверка на хемоглобин, од хемоглобинот, мерење на артериска тензија, мерење на пулс, краток разговор со дарителот и ако е во добра здравствена состојба може да дарува крв. Традиционално веќе со Крива Паланка имаме одлична соработка меѓу водечките градови во републиката по број на дарители на крв, така да луѓето се секогаш расположени, секретарот, соработниците негови, така да се надеваме дека и понатака ќе продолжи таа соработка со нив. Крводарителите од Крива Паланка од најмлади до највозрасни, меѓу кои бројни жени, нешто да дел од своето време за да земат учество на овој хуман настан. Едногласно велат дека по крводарувањето се чувствуваат поздраво и поенергично и дека во иднина доколку ќе служи здравието ќе продолжат да даруваат крв. Раде Спасовски е крводарител со над 70 самоиницијативни крводарувања, а со исто темпо планира да продолжи во иднина. Дарувам тука преку 70 пат, само не знам баш точно, али преку 70 пат. Ова е една хумана акција, хуманитарна работа. Ова е еден вид хуманитарна работа за се спомогне за изнемоштени болни луѓе. Ова ми е пети пат. Какво е чувството, како се чувствувате по крводарувањето, зошто го правите ова, што ве мотивира најмногу? Даруваме на некој, можеби ќе му претреба некојаш чувство, потреба, не е чувство. Околу 20 пат. Какво е чувството, како се чувствувате здравствено откако ќе дарувате крв? Подобро се чувствувам, подобро, полесно ми е. Препорачувам сите здрави луѓе треба да даваат крв. Со која цел го правите ова, што најмногу ве мотивира? Од хумани причини. Највеќе, пред се. Ќе продолжите? Да. Со ова, како и со претходните успешни акции, уште еднаш се покажа дека општината има граѓани кои се на врвот на хуманоста, а Црвениот крст неуморно продолжува да ги организира и да се стреми кон позитивен биланс од сите хуманитарни активности за доброто на заедницата. Младите љубеници во природните убавини и планинските авантури од Крива Паланка, членови на планинарското друштво Калин Камен, на дело ја покажаа својата посветеност за почиста животна средина. Овие ентузијасти во соработка со јавното предпријатие Комуналец организираа еколошка акција во спортско-рекреативниот центар Калин Камен. Нивната порака до излетниците е јасна. Местото на сметот е во кесите за отпад, а не низ планината. Сметот кој излетниците го оставаат по себе е неубава гледка која ја гнаси природната убавина на нашиот регион, велат младите планинари од Кривопаланичкото друштво Калин Камен. Со цел заштита на планинските предели, а со помош на технички средства од јавното предпријатие Комуналец, тие организираа еколошка акција за расчистување на излетничкото место Калин Камен со посебен осврат на локалитетот околу ловечката куќа. Одамна не биле организирани акции од ваков тип, па затоа овие млади ентузијасти влюбеници во природата низ дружба не ги штедеа своите сили за да ја расчистат природата од трагата на несовесните посетители, токму на едно од најпосетуваните локации во околината на Крива Паланка. Целта на ваквата акција е подигање на јавната свест за зачувување на исконската убавина од деструктивното и неодговорно човеково дејствување, порача претседателот на Сдруженијето Денис Ангеловски.
Ние како Сдружение за планинарење и заштита на планината, покрај тоа што имаме примарна цел изведување на планинарски акции за кои и до сега одлично функционираме со планинарски акции тука во земјата и во странство, а сепак наша цел исто така е да изведуваме и акции со кои ќе дадеме допринос кон зачувување на природата и нејзина заштита. Ова акција беше за да дадеме допринос кон зачувување на здравата животна средина, со тоа што дадовме свој допринос кон рачистување на прекрасните терени кои што ги поседува нашето Осогово, а воедно со оваа акција сакавме да упатиме порака кон граѓаните совесно да се однесуваат при нивниот престој во планина, со уживање и при тоа да не ја деградираат и нарушуваат животната средина. Младата Ангела Митковска е член на планинарското друштво од самиот почеток и нејзиното членство, освен за лична рекреација и задоволување на авантуристичкиот дух, подразбира и вклучување во акциите за заштита на природното опкружување. Ангела вели дека удобноста на својот дом ја менува со благодетите кои ги нуди природата, но тие доживувања е тешко да се опишат со зборови. Со моите 18 години сведок сум дека повеќето од моите врсници преферираат да се затварат во удобноста на нивните домови и да се посветат на некои други обврски, па и не би рекла дека се обврски, туку едноставно хобија кои што не ја вклучуваат природата, а особено не ја вклучуваат планината. Така да со ова би сакала да ги повикам не само моите врсници, туку и помладите и постарите, да ни се приклучат и да ги воочат благодетите што ги пружа самата природа и самата планина и да востануваат дека едноставно домот, иако е толку удобен и се чувствуваме најкомфортно во него, сепак би можеле да излеземе од нашата комфорт зона и да се соочиме со планината и со нејзините убавини. Секаде корпа за отпадот е единствено ранецот, а тука служи планината, вели планинарот Соцко Тасевски. Поминавме одлично, се собравме околу 10 планинари заедно со комуналното предпријатие и нивни технички средства. Појдовме од компираната нагоре пеш, покрај собиравме доста отпад и самите бевме изненадени, се надевавме на многу помалце дека барем 5-6 вреќи отпад ќе собереме, меѓутоа и тој трактор што го зедовме со нас не беше доволен да биде собрано целото ѓубре. Секаде единствена корпа за отпадок е ранецот, а тука за жал служи и планината. Екозаложбите ќе продолжат и во иднина на други локации, со надеж дека нема да има голема потреба од истите, бидејќи луѓето ќе се однесуваат одговорно кон природата, порачуваат младите планинари од Крива Паланка. Бездомните животни водат мизерен живот на улиците. Изложени се на екстремни временски услови, оставени на милост и немилост на граѓаните. Сдруженијето за заштита на животните, Надеж за топол дом, води грижа за овие животни на тој начин што ги згрижува во својот центар. Бездомните животни водат мизерен живот на улиците, очајнички борејќи се и за најмалата корка леп, што ќе им се фрли и постојано се жртви на несовесни возачи. Сдруженијето за заштита на животните, Надеж за топол дом, во соработка со ветеринарниот центар од Куманово, се грижат за животните со тоа што вршат заловување, прочистување од паразити, вакцинација и враќање во средината каде што се заловени, вели Сања Минковска, член на сдруженијето. Нашето сдружение за бездомни куќиња Hope for Home има со цел да ги вдоми бездомните куќиња и во соработка со ветеринарниот центар од Куманово реализира неколку фази, и тоа заловување на кутриња, нивна стерилизација, вакцинација и враќање во средината каде што се заловени. Од сдруженијето апелира до граѓаните да се подигне јавната свест за грижа на животните, да не бидат на улица и доколку е можно и нивно вдомување. Апел наш е да присуствуваат на следните предавања кои што ќе се одвиваат во основните и средните училишта, да се подигне јавната свест за благосостојбата на животните, да се врши вдомување и да ни се обратат на нашата веб страна Hope for Home или Сдружение за бездомни куќиња. Животите на бездомните животни се во рацете на граѓаните. Тие буквално зависат од нашата свест за нивната благосостојба и основните услови за живот кои им се неопходни. Граѓаните со поделено мислење. Ја мислам дека бездомни животни не се проблем. Али кои им услови, мислим куќу, веќеницу може да чува, ја живоста например не може да чува во куќа. Тоа не е хумано што не ги сака, тоа не му прави ништо на него да него сака.
Ако има нешто нека му фрли, ако нема да не го мава со некои предмети. Па да се преземат по-ригорозни мерки, надлежни да преземат повеќе и да има некои совесни граѓани кои сакат да прифатат. Сдруженијето како непрофитна организација зависи од донациите добиени од хуманите граѓани. Сите љубители на животните може да донираат во храна, средства за хигиена, лекарства и финансиски средства. Оние кои што сакаат да донираат подетално може да се информираат на нивната веб страница и Facebook профил. Голем број пациенти се задоволни од функционирањето на Националниот систем за електронски евиденции во здравството Мој термин. Министерството за здравство Никола Тодоров на пресконференција на која ги презентираше резултатите од истражувањето рече дека пациентите се најзадоволни од функционирањето на Мој термин во клиниките за онкологија. Висок процент, односно 67,6% од пациентите се задоволни од функционирањето на Националниот систем за електронски евиденции во здравството Мој термин. Ова го покажа резултатите од обемното истражување за задоволство на пациенти од функционирањето на здравствениот систем, кој во еден сегмент е фокусирано само на системот Мој термин и биле опфатени 6300 испитаници. Преку теренска анкета во 68 јавни здравствени установи, универзитетски клиники, општи клинички болници, здравствени домови. Министерот за здравство Никола Тодоров на пресконференција на која ги презентираше резултатите од истражувањето, рече дека пациентите се најзадоволни од функционирањето на Мој термин во клиниките за онкологија. За инфективни болести, за дерматовенерологија, општите болници во Кичево, Куманово, клиничката болница во Тетово и клиниката по хируршки болести Светинаум Охридски. Посочи дека високо ниво на задоволство кај пациентите од функционирањето на Мој термин има во здравствените домови во Кратово, Гевгелија, Куманово, Македонски Брод, Крива Паланка, Валандово и Крушево. Најмалку задоволни од функционирањето на Мој термин се пациентите на клиниките за урологија, за пулмологија, за психијатрија, клиничките болници во Штип и Битола, општата болница во Охрид, како и во здравствените домови во Штип, Охрид, Струга, Битола, Вевчани, Демир Хисар, Пробиштип и Кавадарци. Премиерот Никола Груевски на денешната собраниска седница истакна дека владата води сметка и презема чекори со кои целосно им се помага на луѓето од диво населје. Донесена е одлука на семејствата во чии куќи има големи оштетувања да им се овозможи привремен престој и да им се плаќа кирија се до моментот додека не се обнови нивниот уништен дом. Владата води сметка и презема чекори со кои целосно им се помага на луѓето од диво населје кои немаат никаква вина за настаните што се случија, а претрпеа штети по нивниот движен или недвижен имот, истакна премиерот Никола Груевски на денешната собраниска седница. Одговарајќи на пратеничкото прашање на Орхан Ибраими од ДПА, премиерот Груевски посочи дека на првата владина седница по случувањата во Куманово е донесена одлука на 125 семејства од диво населје да им се исплати првична помош од 100.000 денари по семејство, а веќе направена и теренската проценка на штетите од страна на формираната комисија од владата. Процената е завршена и на следната седница на владата треба да биде усвоена пошто ќе следува исплата од 100% износ. Над 80 куќи се оштетени повеќе или помалку, а околу 16 се сериозно оштетени, така што на сите 100% ќе им биде покриена штетата. Тој додаде дека е донесена и одлука на семејствата во чии куќи има големи оштетувања да им се овозможи привремен престој да им плаќа кирија се до моментот додека не се обнови нивниот уништен дом. Собранието ги поддржа измените и дополнувањата на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кој треба да се создаде можност за докуп на стаж за граѓаните на кои не им е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за период до 31 декември 2008 година. Граѓаните на овој начин ќе можат да го остварат своето право на пензија или пак на повисока пензија со правото на повластена стапка да го докупат стажот за кој во компаниите во кои во минатото работеле не им биле платени придонеси, а кои во моментов не постојат, односно сгаснале како резултат на стечај, ликвидација или од најразлични причини.
Од Министерството за труд и за социјална политика велат дека се воспоставува законска можност на осигурениците што биле пријавени до 31 декември 2008 година, а не им бил платен придонесот на пензиско инвалидско осигурување, да можат да извршат плаќање на тој придонес и да остварат стаж на осигурување и право на пензиско инвалидско осигурување. До 31 декември 2008 година придонесите од задолжително социјално осигурување се плаќаа поединечно. Така, например, често се плаќаше придонесот за здравствено осигурување како најприоритетно, додека придонесот за пензиско инвалидско осигурување не го плаќаа веднаш и во истиот период, а после извесен период тие правни субјекти престануваат да постојат поради стечај, ликвидација или други технички структурни промени и осигурениците остануваат без стаж на осигурување и не можеа да ги остварат своите права за пензиско и инвалидско осигурување, вели Ирена Ристиска од Министерството за труд и социјална политика. Овој проблем сега е надминат со електронското плаќање на придонесите и интегрираната наплата од 1 јануари 2009 година. Меѓутоа, голем број на осигуреници до 31 декември 2008 година останаа без својот стаж на осигурување иако работеле во тој период. Токму ова е причината предложените измени ќе овозможат плаќање на придонесот за пензиско и за инвалидско осигурување од осигуреникот, односно работникот. Постапката ќе оди преку фондот на пензиско инвалидско осигурување, односно во филијалите на фондот. Секој заинтересиран осигуреник потребно е да достави барање образец. Тој ќе биде објавен во службен весник по донесувањето на законот со подзаконски акт. Откупот на стажот ќе го реши долгогодишниот проблем на работниците од пропаднатите фирми. По намалените стапки ќе можат да си ги платат придонесите и да се стекнат со право на пензија. Според првиот синдикалец Живко Митревски, со оваа владина мерка што премиерот ја најави од соборот во Прилеп, голем број работници ќе го најдат решението за пензискиот стаж. Со новите законски измени ќе можат да си го платат придонесот за пензиско инвалидско осигурување за неплатени придонеси заклучно со 31.12.2008 година. Израелски авиони ја бомбардираа Газа. Барак Обама за поефикасна помош во борбата против исламската држава. Кина, војната со САД е неизбежна. Ова се вестите од светот. Палестински борци од појасот Газа истрелале 5 проектили кон територијата на Израел, соопшти Джерузалем Пост. Една од нив се распаднала во реонот на градот Аждот во југозападниот дел од земјата. Како резултат од бомбардирањето нема повредени и не се регистрирани разорнувања. Премногу жално е дека Хамас се обидува да ја ескалира ситуацијата на југ, коментира културниот и спортски министер Мири Регев, кој ги повика израелските власти да одговорат на ракетните напади врз цивилното население на земјата. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека сојузниците кои се борат против милитантите на исламската држава мора да испитаат дали воената помош се распоредува ефикасно. Белата куќа соопшти дека ги прифатила барањата на ирачките борци за да им бидат доставени противтенковски орудија со цел да бидат запрени се побројните самоубиствени напади што милитантите ги извршуваат со оклопни возила. Обама посредбата со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека действувањето на милитантите на исламската држава во Сирија и Ирак и превирањата во Либија го принудиле НАТО, како што рече, да се сврти на југ и на исток. Кина нема намера да го зголеми своето воено присуство во спорните делови во источното и јужно-кинеското море, туку и далеку од својот брег. Тоа меѓу другото Кина го покажала овие денови приклучувајќи се на Русија во заедничката поморска воена вежба на Медитеранот. Кина мора да ја прошире својата стратегија на активна одбрана во склоп на барањата на новата историска ера. Наведено е во најновата воена стратегија на ова светска велесила за 2015 година. Нема да нападнеме освен ако самите не бидеме нападнати, а во тој случај сигурно ќе возвратиме, наведено е во воената стратегија. Британски телеграф го пренесува и воведот објавен во државниот вестник The Global Times, во кој се споменува опасен и широк спектар на безбедносни закани со кои Кина е соочена каде е вклучен и спорниот архипелаг во Јужно-Кинеското море, поради кој Пекинг има намера да го зголеми надзорот на отворено море. Доколку целта на САД е да ја спречи Кина во овие активности, тогаш американско-кинеската војна во Јужното Кинеско море е неизбежна, наведува The Global Times.
Кошаркарите на Куманово ги вршат последните подготовки во пресрет на финалето против МЗТ Скопје. Кошаркарската треска веќе го тресе Куманово, а навивачката група Кумани подготвува голем спектакл за поддршка на своите миленици. Остана уште 2 дена до почетокот на големото финале во македонското кошаркарско првенство. Екипата на Куманово во мирна атмосфера се подготвува за финалето. Тренер Тодоровиќ и неговите соработници ги прават последните анализи и ќе се обидат да пронајдат слаби точки во МЗТ Скопје. На денешниот тренинг расположението во екипата беше одлично, а веруваме дека така ќе остане до петок. Кристијан Маневиќ, кошаркарот на Куманово, кој ретко добива шанса да игра, од свој агол го анализира финалето. Па, после долго време, после 13-14 години, за втор пат се игра финале во Суперлигата. Исто прв пат игравме против Работнички, се сеќавам, сега е против големиот ривал МЗТ, со што имаме големи шанси и да го освоиме во првенство. Каков е оптимизмот има ли во екипата? Па има, да. Сега амбициите растат и мислам дека во финалната серија во петокот имаме во Скопје големи шанси да добиеме. Кумановци се подготвени да дадат се од себе во трката за шампионскиот прстен. Противникот е актуелен шампион и нема да биде лесно, но како што рече тренер Тодоровиќ, доколку на првата средба во Скопје се направи брейк, патот до титулата тогаш ќе биде полесен. Кошаркарите на Кливленд се првите финалисти во НБА лигата, откако и во четвртиот надпревар беа подобри од Атланта. Во голема полициска акција во Швајцарија уапсени беа 6 високи функционери на Светската фудбалска федерација. Реал Мадрид е подготвен да понуди 90 милиони евра за напаѓачот Кун Агуеро. Вистинска лекција им одржаа кошаркарите на Кливленд на Атланта. Во четвртиот, а воедно и последен од финалната серија во источната конференција, кавалерси ја декласира Атланта со 118-88 и ја заклучија серијата. Речиси секој извештај во оваа сезона беше споменуван феноменалниот Леброн Джеймс, па така и денеска мора да се спомене овој кошаркар од причина што повторно беше недослужен за триумфот на својата екипа. Најдобриот во Кливленд ноќески имаше свој вечер со реализација од 23 поени, 9 скокови и 7 асистенции. J.R. Смит го следеше Леброн со дабл-дабл учинок од 18 поени и 10 скокови. Атланта во ова финале немаше никакви шанси да му се спротистави на Кливленд, кој потврди дека ова сезона со Леброн Джеймс ќе атакува на шампионскиот прстен. Швајцарската полиција рано утринава на барање на САД уапси 6 функционери на Светската фудбалска федерација кои се обвинети за земање мито, информираат полицијата. Според информациите, представниците на спортските медиуми во компаниите задолжени за промовирање на спортот биле вклучени во давањето подкуп на функционери на ФИФА и нивните подорганизации со вкупен износ од 100 милиони долари, информираше Швајцарското министерство за правда, а пренесува Франс Прес. Меѓу уапсените се наоѓа и подпредседателот на ФИФА Джефри Веб, меѓутоа за такво нешто се уште нема официјална информација. Меѓу приведените се Еугенио Фигуередо, па Джек Вордер, потоа Едуардо Ли, функционер од Коста Рика и други функционери. Шпанскиот фудбалски гигант Реал Мадрид е подготвен да понуди 90 милиони евра за трансфер на Серхио Агуеро, пренесува шпанскиот вестник Мундо Депортиво. Агуеро долги години неостварена желба на претседателот Флорентино Перес, но сега Реал е подготвен да направи конкретни чекори за да го донесе во своите редови. Поради ваквата состојба, Перес најверојатно ќе се мора да се откаже од еден напаѓач, а се споменува дека Герет Бел ќе се врати во Англија. Аргентинскиот ас ова сезона беше најдобар поединец во Манчестер Сити и оствари 26 голови, со што беше најдобар стрелец во Премиер лигата. За времето денес и што не очекува утре да проследиме метео.
Ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер.